А сега следат содржините во Добро утро секое утро. Наша гостинка, доктор Ирена Шуплиновска, специјалист по гинекологија и акушерство во Аџибадем Систина. Карциноми во бременост, специфично и сигурно дека постои шанса сето тоа да го решите вие таму и на каков начин, кои се можностите, ќе имаме можност да слушнаме од разговорот. Но пред се добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата, добро утро на сите. И јас би сакала вака како домаќини во Добро утро секој утро да ве прашам и како наша гостинка, дали сме за чај, за кафенце, за нешто да ви подготвиме. Јас со задоволство и драго ќе ми биде тоа да го сторам за вас. Да, бидејќи моравме да влеземе, ни остана кафето на пола, може уште едно. Може. Што би сакали? Имаме македонско што се вели, имаме од апарат, имаме чај. Зашто сте расположени? Вака како докторка, како го започнувате вие утрото? Со едно кафе, кој што веќе го испив, па сега еден чај може да продолжиме со задоволство. Нема проблем. И мојата рутина е иста. Кафе па чај за убав почеток на денот. Так. А што значи убав почеток на најубавата улога на една жена, бременоста? Што значи здрава бременост пред да започнеме на она специфичното поради кое што и денес дојдовте? Значи, младите жени по природа нели би предпоставуваме дека најголемиот број од нив и секако се здрави со самата возраст и бременоста и очекувањето околу нејза секако се еден убав значи настан и животен период во периодот на жената. Секако тоа започнува со првичен преглед на утврдување на бременоста, посета на гинеколог, значи раните посети и утврдување на сите специфичности во врска со таа трудноча, бременост, обезбедуваат еден здрав начин на следење на бременоста. Тоа значи при првата посета запознавање на докторот со општата здравствена состојба на пациентката, менаџирање на некои хронични болести доколку ги има, секако избегнување на штетните влијанија во околината како лоши навики и слично, и понатаму значи редовните контроли обезбедуваат рано диагностицирање на времено на некои специфични состојби кои што можат да доведат до некаква ризична бременост, доколку се сомневаме во нешто за тоа, ова го кажувам во насока дека ќе разговараме за некакви болести во бременоста, малце нешто поинаква тема отколку една нормална бременост очекувана за мајките. Самиот момент кога жената ќе дознае дека е нели во блажена состојба е чувствителен, меѓутоа кога ќе ја дознае и таа информација, не дај Боже, нели за некоја бенигна или уште полошо малигна состојба, таа станува чувствителна. Многу ви е тешко, претпоставувам и на вас, да го соопштите тоа, посебно во таква состојба. Кои се најчести диагностицирани карциноми во бременоста и дали тие се зголемени во последниве години? Значи вака, вообичаено карциномот во бременоста е релативно ретка состојба, значи процентуално тоа е една во 1000 бременности. Меѓутоа, тие бројки се зголемуваат со оглед на одложувањето на мајчинството во подоцнежна возраст и посовремените диагностички методи и процедури кои што ни овозможуваат диагностицирање на некакво заболување дури и во бременоста. Зошто го кажувам тоа? Заради тоа што некои состојби кои што се физиолошки во самата бременост, како што е замор, анемија, некакви промени во градите и слично, може долго време како симптоми да бидат поистоветени со една нормална физиолошка бременост и затоа самата бременост е чувствителна во однос на препознавањето на тие симптоми, диагностицирањето и навремениот третман. Какво е вашето искуство? Кои се најчести карциноми? Најчести карциноми, значи најчест е карциномот на дојка, што е процентуално најчест малигном воопшто кај жената. Понатаму доаѓаат карциномот на грлото на матката, заболувања и карциноми на тироидната жлезда, лимфом и меланом се оние баш 5, ако ги издвоиме, најчести малигни заболудувања кај жените во бременост, кои што се диагностицираат во бременост. А можат да се прикријат тие
симптоми на карцином од нормалните симптоми во бременоста? Да, само што ги спомна во однос на некои физиолошки промени што ги очекуваме во бременоста. Меѓутоа, доколку на пример тој замор или таа анемија не може да се објаснат со самата бременост или доколку тие перзистираат симптоми подолго, да речеме повеќе од првиот триместар, или ако имаме некакви необјаснливи болки или грудки во градите, губење на тежина кое што е несоодветно, некое неспецифично крварење од долниот генитален тракт кој што не можеме да го оправдаме со некакво крварење од бременоста, секако се или било каков друг симптом кој што не е вообичаен, заслужува преглед и внимание во врска со било каква болест, значи во бременоста, не само карцином. Така. Сега постојат современи диагностички процедури кои што може да се применат во бременоста за да се направи таа диагноза. Кои се дозволени во таа состојба и кои вие ги правите? Така. Значи, ултразвукот и магнетната резонанца без контраст се одлични алатки за диагноза, значи на различни заболувања во текот на бременоста. Овие методи се нештетни, немаат зрачење, долго употребувани, значи во бременоста и со нив можеме најразлични патологии да откриеме, посебно на градите, како што спомнав, или на долниот генитален тракт. Секако тука спаѓаат и биопсиите, кои што се безбедни во бременост, речиси во целиот дел на бременоста и кои што безбедно може да се изведат и во анестезија со современите анестезиолошки техники. Така што доколку имаме сомневање за некаква состојба, значи диагнозата, односно испитувањата треба да бидат навремени и треба да бидат што порано, нема потреба да се чека долго време за нешто да се испита. Некои од тие работи може да се воведат и веднаш со цел на диагностицирање или исклучување на некоја болест. Се извинувам само, Оливера, чајчето е готово, со шеќер го пиете или без, заборавив да? Ајде без, нека биде. Без. Благодарам. Добро, еве повелете. Само внимавај, топло е. И продолжете си со разговорот, внимателно ве слушам и она што во моментот ме интересира со плодот, како се справувате. Сигурно дека и Оливера, предпоставувам тоа прашање, меѓутоа во моментов толку сакам да слушнам и да дознам. Значи, заради тоа е многу таа ситуација специфична, заради тоа што сега не станува збор само за болест на мајката, тука се соочуваме со уште еден живот на нероденото бебе, односно фетусот, и секогаш балансот е да имаме, значи, безбедност околу исходот и на самата болест и на мајката, здравието на мајката, што секако директно влијае на здравието на плодот. И тука е тој мултидисциплинарен пристап на гинеколог, онколог во случајот на малигни заболувања, радиолог кој што ги прави тие диагностички процедури, пациентката како дел од тој тим и нејзиното семејство, тука може и психолог да биде вклучен, психијатар за некои посериозни диагнози и неонатолог кој што понатака би се грижел за бебето во однос заради тоа што при некој од тие диагнози може би да се планира и предвремено породување или породување кога ќе се достигне максималната можна безбедна зрелост на бебето за да се започне со некој третман и слично, иако голем дел од третманите, дури и хемотерапија, безбедно може да се вклучуваат, најбезбедно би било после првиот триместар, кога е завршена органогенезата, меѓутоа имаме сега модерни лекови кои што не се тератогени, односно не се штетни по плодот. Сите опции ви се во можност во предвид. Опции се во можност, секога треба да се како да кажам, прегледа што би било моментална корист, што е неопходно, што не смее да се одложи, а што може да почека за понатаму. Така се одлучува кога е потребна итна диагностика?
Да, во принцип овие се најбезбедни ултразвукот и магнетна резонанца, најбезбедни дијагностички процедури, меѓутоа и некои рентгенолошки процедури како што се рентгенот или компјутеризираната томографија кои што имаат многократно зрачење со заштита пример на стомакот на мајката или во некои случаи доколку мора нешто да се направи, се проценува значи ризикот врз основа на бенефитот што би се добил во тој момент. Некогаш е неопходно и некои од тие условно кажано поризични дијагностички методи да се направат со цел навремено откривање на болеста на мајката што би спасило живот. Да, вашето искуство има ли успешни, претпоставувам дека има многу такви успешни приказни со среќен крај, кога можеби мајката и не знаела дека е носител на некој карцином, со бременоста дознала дека нели има карцином и тоа е успешно истретирано и родено здраво бебе. Да, имаме такви приказни? Не се нели ова пречести работи, меѓутоа секако се соочуваме со некој од нив, особено како најчест карциномот на дојката. Во бременост под влијание на хормоните, најчесто се тие карциноми хормон зависни, имаме можеби пораст на некаква грудка во градите или пак зголемување на ливни жлезди или слично, ситуација која што изискува значи навремена дијагноза. Во зависност од тоа во кој дел од бременоста нешто од овие состојби ќе се дијагностицира, во врска со тоа и се планира третманот. Исто така многу е различно дали таа мајка е пример во рана бременост и веќе има 2 деца или веќе е некоја во поодмината возраст која што можеби била под процедура на IVF, која што нема бременности, каде што е прва бременост, каде што мораме нели да ја задржиме и да мислиме. Некои агресивни тумори откриени во рана бременост, каде што фамилијата, односно мајката, можеби нема желба за зачувување на бременоста, некогаш може и да се препорача, односно по нејзина желба да се направи и ран абортус. Другата приказна е за бременостите кои што се веќе во втор триместар или трет триместар, каде што е безбедно да се задржи или да се истера бременоста, каде што ќе имаме зрелост на плодот за да се породи значи пациентката, односно започнување со некој безбеден третман и во текот на бременоста. Се тоа треба да биде нели мултидисциплинарно и нели во договор и согласност со самата пациентка со сите ризици и бенефити што би можела да ги добие од тој третман. Так, сега откако сите овие предизвици ќе ги поминете заедно со идната мајка, бебето, доаѓа моментот на породување, нели? Како се преферира и кој метод на породување се преферира? Дали станува збор за природно или цезарија? Во принцип, било кој од овие болести не се индикација сами по себе за завршување на бременоста со царски рез. Напротив, доколку е нели веќе терминска бременост и слично, породувањето е подобро да биде вагинално за жената, да не се подлегнува по повторна хирушка интервенција и слично, пошто сепак нели царскиот рез е една од поголемите хирушки интервенции, доколку има услови подобро е породувањето да се заврши вагинално. И ова треба да биде по акушерска индикација, не по индикација заради карцином или нешто слично, доколку се работи за прематуритет или бебе поставена во некоја друга позиција, сем главична, каде што побезбедно би било, например, породување со царски рез. И тоа секако е опција, меѓутоа во зависност од самата бременост и од фетусот, а не е индикација карцином во бременост за породување со царски рез. Кога се одлучува за порано предвремено породување? Модерен третман? Па добро, доколку станува збор за некоја агресивна болест која што би требало да почне со третман веднаш или со некоја поопсежна хирушка интервенција, односно да се употребуваат некои лекови, агенси или евентуално зрачење кое што би биле небезбедни за плодот, а тоа не може да се одложи
за неколку месеци понатаму, се одлучуваме, пример, даваме терапија, односно кортикостероидна терапија за матурација на феталното белодробие, за да можеме тој фетус во некоја соодветна гестацијска старост, индивидуална за секоја бременост по проценка на гинеколог, ако шери неонатолог, значи бебето безбедно да можеме да го породиме, да биде витално и самостојно за живот надвор од матката. Така, тие се индикации кај што мораме веднаш да почнеме со некаков поагресивен третман, небезбеден за бременост. Како се поддржуваат трудниците психолошки во овој период? Значи, тие се многу деликатни состојби од самата бременост и самата психолошка состојба е поинаква на трудницата и нешто што би требало да биде само радост и среќа за целото семејство, одеднаш станува некаква животозагрозувачка состојба и за мајката и за бебето. Најпрво е шокот со кој што се соочуваат, понатаму е прифаќањето дијагнозата и потоа следи борбата. Во целиот овој процес, значи, пак нагласувам мултидисциплинарната соработка на пациентката со тимот и целосната информирана согласно за се што следи поддршката околу тоа е она што е клучно како пациентката и нејзината фамилија ќе се носи, па и ќе се избори со целата оваа состојба. Така. Најчесто е веќе настанат карциномот, вашето искуство ме интересира пред бременоста, значи тоа траело процес, бидејќи карцином не настанува туку така, сигурно има некои симптоми додека да дојде до... Така. Значи, од овие некои што ги спомнав како најчести во бременост, секако некоја генеза на тумор не е 2 месеци, него е во некој подолг временски, па и неколку годишен период. Меѓутоа, нешто од тоа може и никакви симптоми да нема и пред бременоста, и во тек, и нагло, заради тоа што тогаш дошол моментот, или заради хормоните, некои од тие состојби се зголемиле, па почнуваат да се воочуваат симптоми за кои што пациентката приметува дека не се вообичаени, не може да се оправдаат со самата бременост и затоа ги охрабрувам пациентките за било која состојба која што подолго трае од вообичаените симптоми на бременост, да се охрабрат и да појдат на лекар и на вистина да ја кажат својата мака и да побараат помош со евентуално дополнителни некои инвестигации за да се исклучи дали случајно станува збор за некоја посериозна болест. Освен што треба редовно да одиме на контроли, еднаш годишно на ехо, на 2 години на мамографија, па и на гинеколошки преглед. Жените, има случаи кога дознава дека има рак на дојка од страните дојки, а не е остварена како мајка. Како да ги охрабриме овие жени кои што сакаат мајчинство во иднина, а сепак се соочиле со ваков карцином пред тој план, немаат се уште партнер или слично? Така. Не само за карциномот на дојка, за било каков карцином кој што се случил во некоја возраст, во помлада возраст, да речеме. Сега веќе се е поместено, има и многу млади. Да, има млади, за жал. Доколку таа состојба е излечена или во ремисија или поминало време каде што е безбедно организмот на жената да стапи во некоја состојба како што е бременост, во најголем број на случаи слободно може. Секако треба да биде во договор и следење со примарниот онколог, со гинекологот кој што ја следи бременоста, за да ја знае целокупната состојба и историја за навремено доколку се појават некакви симптоми или почесто да се прават некои редовни испитувања што се прават како за следење на било каков карцином. Така што и преживеано нешто такво не е пречка за нормална бременост и за бременување и износување на бременост. Ние сме тука и за една убава работа, да кажеме, во склоп на одбележување 25 години од Мала Богородица Систина. Имате еден одличен пакет за сите
идни мајки кои што ќе устварат породување кај вас. Што станува збор и до кога може да го искористат тој пакет? Значи, во согласно со тоа да бидеме попристапни и подостапни за нашите пациенти, воведуваме со пакетите на породување и можност на пациентите доколку уплатат да се породува, значи во нашата болница и да водат тука бременоста и неинвазивни пренатални тестови во соработка со Биотек, кои што уште во рана бременост кажуваат за различни хромозомски и генетски состојби на плодот, односно овозможуваат да родителите бидат навремено информирани за некакви состојби или сигурни, нели? И во врска со тоа да можат и да одлучат доколку се случи некаква хромозомопатија која што би била со сериозни нели последици по фетусот, да знаат и што да прават во врска со бременоста и да одлучат дали сакаат пример да ја носат или не, како некој најекстремен случај. Меѓутоа, во најголем број случаи е тоа за да кажеме дека е се во ред. Така, тоа е амниоцентезата, така? Не, значи, после 35-та се прави? Значи, со современива, значи диагностички процедури, како што овој пренатален неинвазивен тест, напротив се избегнува амниоцентезата, тоа е идејата, замена во суштина, заради тоа што амниоцентезата е инвазивна процедура, сепак се влага со игла нели во водата на матката, во плодовата вода, а овој начин е преку крвта на мајката, значи се изолира слободно циркулирачка фетална ДНК што кружи во крвта на мајката и од таа крв, значи, се изолираат хромозомите на фетусот за да може генетичарот да каже дали е се во ред. Доколку имаме случај да имаме сомнение, односно висока веројатност за некаква хромозомопатија на тој тест, може да се направи и дополнително амниоцентеза, за да се тоа верифицира уште еднашка, и тоа ќе биде, доколку се направи овој тест, на наш товар, односно пациентката нема повторно да плати за дополнителна амниоцентеза или хорион биопсија, доколку е во пакетот. Да, доколку е потребно. Таката тоа е одличен пакет кој што дава дополнителна сигурност и безбедност во водењето на една здрава бременост. Нека си ги искористат можностите, нека бидат сигурни за да се остварат сите мајки, идни мајки во најубавата улога на една жена. Благодарам. Посакувам исто и јас и ви благодарам за гостувањето.